Јасминче, здраво. Здраво. Јасмина Ченто. Чекайте, тоа е презиме или? Тоа е фактички еден како надимак, Да. правнука на Ченто. Сите ме прашуваат, викаат Јасмина Ченто, дали си од Ченто? Викам, не, правнуката на Методи Андонов Ченто. О, за денес ја имаме внуката на Методи Андонов Ченто. Мило ми е што сум тука, ви благодарам, значи многу посебно Ана тебе како, нели, онака од срце ми е толку кеф и мерак што сум дел тука и од армијата, што сум дел, нели, од ова како херои. Фала ти. И благодарам наистина и ти благодариме многу сите што постоиш. Во името на села армија, амин. Фала ти и тебе многу, фала ти, ми значи, премногу ми значи. Кажи ми, која беше Јасмина пред да влезе во армијата? Едно добро прашање. Јасмина пред армијата се плашеше многу. Зошто се плашев? Едноставно јас еве како мајка, како родител, нели? И сега со таа килажа која што се знаевме пред да бидеме родители како мајка, јас си бев спортски тип, онака ракометарка со добра убава килажа, некоја 60 на 55 кила, навикната нели со тоа. Значи активен вежбач. Активен вежбач, да, со тренинзи и се, но се откажав добро нели тоа. Потоа кога се породив и симнав некоја килажа со 70 и нешто, 10 кила плюс 15 отприлика. Излегов од болница со таа истата килажа која што почнав бременоста, но почнуваме, нели, викаат за двајца кога, нели, јадеш бремена, сега треба пак, нели, доеш, нели, за двајца. И си посегав по нездрава храна, по тие такви работи, така натаму. Вистина ли е тој момент, треба да јадеш за двајца или? Не. Јас не сакам да коментирам, Да, нели, имам да. одговор, не сакам да коментирам затоа што не сум Так. била трудна до сега, не Так. сум мајка, ама еве, Вистина, невистина, мит или вистина, викам јас. Значи, не е точно. Јадеш колку што ти се јаде. Тоа, не знам ја како го сваќаат другите, дека треба сега јас дупло, например, да јадам нешто. Јадеш колку што ти се јаде и самото, нели, дете, бебе во стомакот, нели, си зема колку што е потребно, а потоа исто и при доењето. Значи, за да има, вика, добра лактација, нели, тоа треба тоа да јадеш толку, нолку. Не, најнормално, значи, баш онака ете. Јасмина, сега да продолжам да се навратам на тоа, да не Значи, наодам овака, понатаму, кој беше првично кој беше основниот проблем Так. зошто се пријави на програмите? Прво кажи ми Да. пред колку време се ти Јас во сум армијата? од година. Година да, дена? Да, инстафит година. Кој беше основниот проблем? Дали килограмите беа единствена причина или имаше нешто што беше повеќе од тоа? Вака сега, килограмите беа, да. Јас претходно си почнав со ајде речам хроно исхрана, нели јас не сакам сега да навлегувам во тоа исхрана за да кажувам која, како, што, зошто. Јас само ова можам да го напоменам баш дека почнав, да, намалив на килажата, почнав со 78 кила намалив, но по цена на здравје. Затоа што многу Колку килограми намали со програмите? сега намалив околу 75, почнав 63 сега, 78, 75. Тука отприлика варирав така, да. Сакам да кажам, многу е важно, значи и да се внесува ово ше природно, значи шејкер, зеленчук. Јас сега со хроно малце извини, може настрана малце, нема сакам проблем, да кажам да, дека имав проблем со бубрезите и така натаму. Добро. Друга причина која што почнав со програмата твојата со се беше килограмите, но како ајде да речеме еве се најискрено отворено кон сите мајки кои што се соочуваат со поспородилна, сум имала поспородилна, значи влијаело тоа. Па сум нели понатаму стресно време, стресни периоди и сето тоа. Исто што почнав беше дел што имав анксиозност. Значи многу ми помогна. Јас кажувам најискрено сега, мислам на сите дека многу е важно и тоа. Самото вежбање, исхраната, јас се посветив многу на исхраната. Јас заборавив што е тоа зборот од анксиозност. Вежбањето мене ме преработи. Мислиш дека вежбањето беше главната причина за тоа што се врати ти баш како правата Јасмина Ченто? Да, се вратив буквално онака како феникс од пепел. Мислам, најискрено го кажам ова, зашто сите се соочуваме со брзо темпо на живот, проблеми и такви работи се. Јас многу се фокусирав и дури и самата си се сакав која станав, која што сум, како викам, добро Јасмина, и сега си ти таа што си. Значи, премногу си се засакав, нели, освен килажата, изгледот се и сите прашуваат, нели, чекај сега ти на каква диета си. Ја нонстоп тоа го кажам на сите, не сум на диета, јас сум на здрав начин на исхрана. Тоа ќе ми беше следно прашање. Велиш дека си била на хроно, дека имаш пробано различни диети. Само која хроно. беше? Само хроно. Не сум. Која беше причината да речеш хроно не е за мене или
оваа диета не е за мене, ќе почнам со програмите на Ана и тоа е тоа што ми треба во животот. Имаше ли некоја предрасуда или едноставно знаеше? Ако знаеше, како знаеш? Знаеш како, јас со хронове, нели, ти кажав и претходно тоа дека почнав но по цена на здравје. Намалив на обем, значи јас воопшто, како да кажам, јас намалував целосно и во килаже, во обем, јас немав никакво затегнување на тело, нели, на мускулатура и така натаму, се слизнав, буквално народски кажано, јас се слизнав по цена на здравјето на бубрезите, страда затоа што цело време протеини, нели, солено. Не сакав, јас сум човек што сака овоше, природен шејкер и тоа. Тоа ми не достигаше. Јас не сум пробала и сега кога јас гледав, имаше, нели, ти Summer Challenge тогаш летото, кога беше, нели, претходното. И тоа сакам да го кажам на сите вака сега. Гледаш, но сега си викаш како, дали, зошто, как, викам добро да пробам. И само се повлеков нас, викам ај не, следен пат. И тоа некако кога видов дека има Instafit, Instabooty. Значи ти не си од летните, ти си од програмите. Да, од програмите и сега гледам. Есенско дете. Есенско дете. Таман година еден годишнина. И викам јас сум сега спремна. Јас тоа сакам да им го долувам на другите. Не е само да се проба. Јас ќе пробам. Ама што понатаму, која е мојата визија, цел, мотивација, зошто го правам тоа пред се за самата себе. Како мајки, да. И нели тоа временски посветување на дете, сега како ќе готвам, како исхраната. Тоа може секој, мислам, да го прави, да го маневрира со тек на цел ден, имаме буквално, па и со вежбањето може да се постигне се. Тоа ми беше некако пресудно, онака, викам, ајде сега ќе почнам. Јас сум спремна, многу е важно психички да сме спремни и да знаеме што сакаме. Тоа, мислам, мене тоа ми беше некако. Што доби главниот бенефит, кажуваш дека си го реши проблемот со анксиозност, дека успеа да намалиш килограми, да ја средиш таа постпородилна депресија. Што е она што го доби како бенефит, кој што мислиш дека е добро да се споделат и на сите тазе мајки и на членовите во армијата, што го добиваат со тоа што ќе се приклучат на нашата програма? Што е она што не прави посебни и малку поразлични од другите? Тоа бака се најмногу што, нели, како што кажав, си ја вратив, можеби тоа самодовербата, убавината на она која што сум јас како човек, која што сум била, нели, претходно како девојка, сега како мајка. Поубаво се осеќам, ја имам повеќе енергија. Значи си го организирам и целото време, спремањето на сидам од работа, јас, нели, претходно сум од претходната вечер си спремам јас и доручек и ручек. Значи организација како клучен момент на програмата. Дефинитивно, апсолутно. Значи тоа и си доаѓав дома, дете, нели, тоа се вежбам прво, па потоа вечерам, негде 8:30 тој период да речам од денот. И потоа си спремам ручек и доручек за следниот ден. Евентуално ако, нели, нешто сега може и од сабаље за доручек, си имаме, нели, шејк и сето тоа е толку прилагодливо, значи тоа сакам да им кажам. Јас прво се плашев дека нема да стигнам во тоа. Леле, викам, како ќе изменаџирам сето тоа? Јас се средив, се организирав и тоа многу ми помогна. Премногу. Има ли моменти, на пример, кога си сакала да се откажеш од програмата затоа што ти паднало тешко? И ако ти паднало тешко, ете велиш дека, нели, и брзо се спрема храна, и знаеме дека ни се кратки тренинзите, зошто сепак некои девојки се одлучуваат да прекинат? Тоа не знам зошто така. Најверојатно сега да не сакам да бидам некој што ќе осудува, можеби затоа го кажав и тоа. Не од причина да осудуваме, туку да им дадеме совет како они да продолжат. Така, сега јас затоа сакав. Мене многу ми беше во ниеден момент не си реков во себе, јас се откажувам. Јас и кога, нели, онака, знаеме обврски во текот на денот, еве и дете, како да кажам, и ти е мака, буквално мислам, па мака, нели, ти паѓа сето, некогаш, но во мене длабоко јас знам дека тоа го сакам. И јас си викав, Јасмина, ајде, можеш. Че самата и по групи на Facebook, нели, поддршка, толку ми беше кеф и мило и мерак, што имавме таква поддршка и има, и ќе има, значи во иднина. Ние на фамилија, јас цело време како фамилија, буквално сите девојки од армијата, значи толку поддршка навистина премногу ми значеше и не сум се посомневала во ниеден момент да речам сега се откажувам. Не, немало. Имало моменти, нели, на слабост, нормално да къснеш, нели, да онака и сето тоа,
но пак се враќав, зашто знам што сакам. Балансот. Баланс, Балансот е клучен момент. Ето така. Покрај организација и континуитет да се пронајде Да. балансот, а тоа сметам дека го има со нашите програми, затоа што ние нели не сме изложени на гладување, имаме моменти Воопшто, кога да. знаеме, види да се знае дека ние како армија сме си гурмани. Така, Некако така си се лепиме сите луѓе внатре, сите жени. Да. И си сакаме храна, се гледа и по менијата дека и јас исто си обожавам бара, храна да. и си сакам да си јадам. И имаме моменти кога знаеме да си допуштиме нешто, знаеме да отидеме во кафана, ама Нормално. многу сме свесни дека програмиве се тука и ќе бидат за секогаш тука и ние си се враќаме со нив во нормала. Ти изгледаш прекрасно. Ти благодарам многу. Знам. Изгледаш прекрасно, мислам тоа не мора јас да го кажам, се гледа. Кажи ми, мислам, знам дека имаш и постигнато целта. Што е сега твојата цел? Што од кој ќе ја постигнеме целта? Постои ли такво нешто? Постои, да, постои, но секогаш може повеќе. Ја тоа го кажувам и на сите му го кажувам. И сега ми викаат, Јасмина, ти си ослабела, вика убаво се среди топ. Добро, завршила приказна. Завршила, не завршила тука за мене. Јас значи одам понатаму. Јас сакам да си го држам тоа темпо на вежбање, на искрена, затоа што знам дека за здравје и за глава. Да, значи јас многу кажав, мислам дека многу се освежив, како да кажеме, некако се изразам така, убаво на душа, повеќе енергија, сила, значи со самиот начин искрена не е диета. Јас не можам да им објаснам на сите кога ќе кажат диета. Не. Мислам, ја кажам дека тоа е начин на исхрана. Затоа што јадеш, значи јадеш, ама јадеш здраво, јадеш балансирано, нормално нака. Мислам, и со вежбањето 15 минути, 20 пола сат на ден, мислам, сите имаме, додека гледаме серија. Па може и додека гледаме серија да вежбаме. Ама нема да те слушаме, нели тогаш. Но може, навистина се може да се постигне како родителове, како мајка. Да, може детенцето тука го гледаш пред тебе да си вежбаш 15 минути, мала издишка да си дадеш и на себе. И поубаво е после. Мислам, понатам многу побаво и за спиење, порелаксирано. Мислам дека многу ќе дај Боже еве да им помогне се тоа што ја го кажам, да. Ако го имале проблемот плюс нели со анксиозносата и тоа, да пробаат, значи да почнат, ама да пробаат тоа што сакаат, а не само да пробам и потоа да се откажам. Сметаш ли дека поддршката од дома е битна? Дали ти имаш поддршка, дали твојот сопруг исто се е дел од армијата, дали твоето дете? Не знам дали спомна на почетокот колку деца имаш? Едно детенце имам, да, дечко е 8 годинки. Јас и пред тоа, мислам како да кажам, да, многу е важно и поддршката ме поддржува, со мене вежба синчето. Дали се хранат сите по наша исхрана? Па малото делумно, да, сопругот да и не така, но јас си се придржувам значи на исхраната се сега, како да кажам, сакам и тие, нели, тие на менито што имавме некои оброци постепено да им го воведеш. Да, постепено така да го воведам и малото и обожава да вежба, значи толку тоа ми ајде мама станувај да вежбаме. И така ќе осетат сите мајки, нели како да кажам, да си има една цел. Да се знае, јас и тоа пишував и во групата, можеби таму ме имаше со девојките, со жени, мајки сите. Те знаат во групата, да. Јас ги мотивирав почесто за да знаат ете каква јас сум била, колку многу влијаело и физичкиот изглед врз мене, нели, самото нака тело, постепено нели така и ете промена најверојатно и си се чувствуваш сам во себе. Вика како се чувствуваш внатрешно изгледаш и надворешно. Точно. Тоа сакам да им го долам, да им го кажам дека можат баш кога се мајки, мислам, како да кажам, жени, ние можеме. Има, значи, многу жени велат немам мотивација или почнувам, губам мотивација или немам време. Зошто тоа така еве, не знам, можеби некои, ради некои причини најверојатно, губат мотивација. Сега јас на пример да кажав дека не сум изгубила мотивацијата во ниеден момент, не сум нели рекла јас сега тука ќе се откажам. Не знам тука зошто. Сметаш ли заради тоа што на пример ти си имала 10 килограми, 10 килограми за нашите програми се релативно мал број на килограми кои што многу лесно се достигнуваат во рокот 3 месеци, па може би и помалку. Дали сметаш дека тоа е една од причините као целта ти била многу лесно достижна, па за тоа некои девојки не знам што имаат 50, 40, па и 30 килограми за симнување, си велат
не знам, предолг би бил овој пат и од старт се демотивирани. Што би им кажала? Те прашувам Да, тебе, да, иако да. си го немала тој проблем, но си се соочувала со анксиозност, со депресија, верувам дека и они се чувствуваат или се чувствуваат сега во моментот и не знаат како да се справат. Ти си покомуникативна, друштвена, го споделуваш тоа што го чувствуваш, но има девојки кои што се многу затворени. Каков совет би им дала? Сакам да им кажам, значи, да не се откажуваат многу, значи да длабоко во себе. И сега сите сме различни, на различен начин, значи различно ги симнуваме килограмите, значи различно и сето тоа нив може би им влијае, сега гледа друга века те ова симнува. Тоа баш најгледав во групата што се случува. И сега викаат симнав јас толку за еден месец 5 кила, нели килограми. Да, и другата вика јас па волку, си се споредуваат. Си се споредува. Не сакам да им кажам да не прават споредба, секое тело е различно. Значи јас имаше период на стагнирање, стагнација. И сега како гледам на пример викам окей, ја не се мерев на вага, но 2 месеца. Ама гледав на алиштата многу во обем. Значи јас таа четврта некоја недела, јас си се осетив дека јас навистина нели се слизна како што кажам, да, се слизна буквално. И тоа сакам да им кажам, да не се споредуваат, да имаат цел. Тој им го пишав јас во еден пост, значи мора да знаат зошто, која е целта. На тој постите така те пикирав и викам морам да ја викнам да разговарам со неа. Тоа сакав многу, мотивацијата која да си ја најдат самите себе си мотивацијата, што ги мотивира за да идат напред, нели ете, и не мора да мерат килограмите, да си се чувствуваат самоуверено во себе. Самото тело ќе ти каже полесно ми е, полесно ги искачувам скалите, можам да испешачам без да се задишувам, убаво се осеќам кога ќе се видам, едноставно ти се враќа свежината, ти се враќа енергијата и убаво се чувствуваш. Кажи ми како дозна за програмите, дали некој те препорача, дали ти препорачуваш, дали си имаш околу тебе мала блиска армија? Армијата ми сте вие. Фамилија, значи јас видов на Инстаграм рекламата, но ти кажав тоаш дека гледам викам Summer Challenge, тоа не бев спремна, но ставно јас кажувам кога треба да се осети човек психички спремен. Да си го почека моментот. Ете така, ја видов, викам јас сега сум, значи одам напред, значи имам цел, знам што сакам и понатаму. Сега јас сум таа што им кажува дека не е диета, како што се гладува, нели, како што се симнуваат килограми, ненормално, па има јој ефект. Јас сум къснала нели нешто, ајде да речам на сега овој период, ете. Јас сум пак таа што сум, значи ни плюс ни минус. Значи многу го осетив тоа, се извинам, многу го осетив тоа кај мене, како гледам дека нема јој ефект. Значи убаво ми е. Работата е во тоа што пример спомна дека си била на хроно, нема ни да спомнам останати диети. Тоа не е нешто што можеш да го држиш на долг период, ама не е нешто што треба да се водиш до крајот на животот. Дефинитивно. Убавината на оваа програма е што ти можеш да водиш буквално до крајот на животот без да ти се случи нешто, напротив, да си подобриш крвна слика, да си вратиш расположение, да победиш депресија, да си ги вратиш килограмите, да си накачиш за тие што сакаат да накачат на здрав начин и плюс да стекнеш пријателство во нашата група. Да, и тоа заборив да кажам за крвната слика и тоа плюс јас претходно значи хемоглобин низок, железо. Јас викам ајде сега, нели, почнав со исхраната негде таму месец-два, викам ајде да направам крвна слика. Јас се чудев колку може да се измени тоа сето, хемоглобин, железо. Значи, од секогаш сум имала проблем со слабокрвноста. Јас толку многу, викам, се засакав буквално и начинот на исхрана, на се, и подготовката, и понатаму и се. И ми беше многу фино, убаво се чувствував, повеќе енергија. Значи, испиењето е многу важно. Еве сакам да им кажам и на мајките, нели, за доење. Многу е важно хидратацијата, значи, нели, со доењето и така натаму по 2 до 3 литри, тоа е многу важно. Јас и не пиев вода, значи искрено не пиев вода, ама се распив вода, значи почнав да пијам вода. И тоа сакам да им го кажам, да си јадат нормално како што си јадат колку што им се јаде. Да не се форсира сега стануваш нели од сабале, па ти е тешко за подготовка. Самото мени нели кое што затоа имаме и различни опции, да. богата исхрана каде што не мораш стрикно да се водиш, денеска понеделник немам овес, готово ќе бурек ќе си купам. Не, имаш од четврток, петок, сабота, недела уште милион избори за да си направиш нешто што го имаш во фрижидерот. Точно. Заради тоа имаме и шопинг листа. Некако сме подготвени да не може да сгрешиш. Ако сгрешиш, стварно или немаш желба, или не си решена, како што спомна ти во главата сама со себе. Психички тоа е многу важно, значи многу важно. Затоа викам пред да се почне се одлучи дали сакам или не, самите во себе се запрашаме мојата цел, мотивација, што јас понатаму, како,
да пробам. Затоа пак ќе повторам колку Да. пати. Не е само за да пробаш, да пробам, Точно. спремна да си, значи, онака психички длабоко во себе да знаеш дека тоа ти го сакаш. Точно. Тоа е многу важно. Ми се допаѓа и намерно Да. ја водам таа комуникација со девојките, затоа што на пример кај нас не е ајде дојди приклучи ни се. Не се приклучувај во армијата, се додека не ти светне сам во главата дека си за во нашата група. Затоа што од кој ќе влезеш кај нас ти сигурно успеваш. И тоа е тоа што сакам, затоа сме армија, затоа се поистоветуваме со војници, затоа што кај нас влегуваат жени решени, онака баш маваат на маса. Јас идам, газам, доминирам у смисла не сум над другите, ама се победувам сама себе. Точно. Затоа сакам да им кажам на сите луѓе, истото и ти им го кажа на сите девојки, ако си решена, влези во армијата, ти ќе успееш. Ако не, почекај го правиот момент, групи има, се отвараат, ама кој ќе влезеш, има кој да те пречека. Точно, за тоа Јасминче, викам. фала ти многу што Нема дојде. проблем, Значи, зашто? многу брзо ми помина со тебе времето, ние мене можеме убаво. до утре да зборуваме, се најдовме и двете муабетчиги. Фала многу. Значи, јас ти сум ти пишала, ти благодарам што постоиш. Значи, направи бум едноставно сите жени. Значи, таа армија, јас ја чувствувам, ја сакам како фамилија. Значи, ти си како толку си мила, знаеш на сите, тоа сакам да кажам. Фала ти многу. Станав ја тука сега. Нема везе, како ни заврши емисија. Тоа е тоа. Нема везе, бе сакав да те гушнам, стварно ни беше воа за нас. Тоа е тоа. Им кажувам, не сакам јас да им се наметнувам. Значи, воопшто не сум таква наметнува. Да. Ама јас знам која сум што постигнам. И друго сео сам тоа, значи многу ми е важно за анксиозноста, депресијата. Навистина многу ми помогна, премногу дури онака е тоа сакам да ми го кажам и на другите. И се сакам пак муабетот, нели, да почнам, ама чекај, ама зошто не? Не мора да ти го сам треба да Точно. одлучиш. Затоа и не Ти треба си ни да ги злато, моли. толку си добра, јас дури, знаеш како викам, леле, сега да пишам, се сум зинста фит или инста бути, одма ми вратика ти зинста фит. Викам, леле, алал на девојчето, свака час. Чи толку си онака душа, мислам, сакаш сите да не воведеш во ред, а не е мала работа со толку жени. Многу жени. Ама ни успева. Успева, ама со поддршка и на други. Најмногу ми Тоа се е. олесна работата кога се направи групата и кога се, значи реално 90% ми се олесна работата.